Учествувајќи во големата антифашистичка борба во текот на Втората светска војна, македонскиот народ од Вардарскиот дел на Македонија се избори за положбата на конститутивен субјект во рамките на новата заедничка држава, Демократска федеративна Југославија. Ова беше особено важно за хрватите, словенците и македонците, кои за прв пат во современата историја формираа свој национални држави. Македонските национални дејци и македонскиот народ беа свесни за големите придобивки стекнати на второто заседание на Авној. Но сепак сметаа и дека тогаш е моментот да се реализира една од основните цели на народно-ослободителната борба – обединувањето на Македонија по делбите од Балканските, Првата и Втората светска војна. На првото заседание на АСНОМ е прогласена Демократска федерална Македонија како федерална единица во Авнојската Југославија, при што е потврдено дека македонскиот народ влегува како национално ослободен и рамноправен член во нова демократска и федеративна Југославија. Прашањето за обединување на македонскиот народ како најгорливо и најважно прашање за македонците требало да се изврши под покровот на Титова Југославија. На Вардарскиот дел на Македонија му се дава улогата на Пиемонт во таа борба. Поголемиот дел од македонското раководство, така наречената таа промакедонска струја која се јави на политичката сцена при крајот на Втората светска војна и во првите години по војната, не се откажа од правото на обединување. Исто така, ова македонска струја, раководена од Методиј Андонов Ченто, бара поголема самостојност на државата во однос на федерацијата. Ваквите нивни барања беа оквалификувани како македонски автономизам и сепаратизам. Во септември 1944 Лазар Колишевски, како проверен југословенски кадар со бригадата Гоце Делчев од Бугарија доаѓа во Македонија. Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија преку него започнува расчистување со сепаратистите во македонското раководство. Во рамките на воспоставувањето на релациите помеѓу Федерацијата и Републиката, особена вознемиреност кај централните органи ќе предизвика спротивставувањето на дел од македонските воени единици при крајот на декември 1944 и јануари 1945 во Битола, Скопје и Штип. На наредбата да се води борба за ослободување на Југославија, тие побараа да се помогне борбата на македонците во егејскиот дел од Македонија. На повикот на Срем, тие одговорија со извикот на Солун. Подобро на Солун отколку на Срем е парола која што во основа го содржи оноа за што беше водена војната. Меѓутоа, при приликите кои што беа во тој период, имајќи го предвид дека и Грција беше антифашистичка сила, која што се бореше против фашизмот. У тој момент, одењето на Солун беше непрагматично, затоа што ќе се дојдеше во судир и со грците, и со британците. Клучна улога во расчистувањето со организаторите и учесниците на овие драматични настани имаше партијата и сојузната ОЗНА. Како последица на присутниот вриеж, настанаа дури и ликвидации на некои граѓани, помасовни во Куманово и Велес, без судски пресуди и без знаење на председателот на президиумот на АСНОМ, Методија Андонов Ченто, и на повереникот за внатрешни работи, Кирил Петрушев. Тоа секако беше чин на елиминирање на правната за сметка на полициско-партиската држава. Овој момент ќе биде еден од пресудните за натамошната положба на Републиката во однос на Федерацијата. Методиј Андонов Ченто се замери со сојузните органи, бидејќи се спротистави на незаконските ликвидации на македонски граѓани кои се вршеа во периодот 44-45 година, се спротистави на насилните експроприации и конфискации на имото на недолжни луѓе кои се случуваше во овој период, значи на целокупниот волунтаризам кој го спроведуваше партиско-полициската држава. Целокупната моќ на одлучување во Федерацијата ќе биде сконцентрирана во рацете на мал број членови на Политбирото на Централниот комитет на КПЈ и во личноста на Јосип Броз Тито, чиј култ почнува интензивно да се гради, паралелно со култот кон Сталин од крајот на 1943-та.
Тогаш, поради поцврсто врзување на Македонија со федералните органи, започнува судирот помеѓу македонскиот автономизам и југословенскиот централизам, олицетворен во делегатот на Централниот комитет на КПЈ Светозар Вукмановиќ Темпо и неговите приврзаници во врвовите на Комунистичката партија на Македонија: Лазар Колишевски, Страхил Гигов, Љупча Арсов, Видое Смилевски, Цветко Узуновски Абас, Борко Темелковски, Вера Ацева и Мара Нацева. Покажаниот сомнеж во послушноста на македонските кадри и членови на президиумот на АСНОМ се изроди во создавање на партиски наметнатото работно тело на президиумот на АСНОМ на седницата од 22 јануари 1945 наводно заради решавање на тековните секојдневни работи. На тој начин суштински дојде до тивко преземање на извршната власт од делокругот на президиумот во делокругот на работното тело, раководено од подпредседателот на президиумот и секретарот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија Лазар Колишевски. За процесот на централизација на федерацијата уште во првата половина на 1945-та мошне важно беше востановувањето на институцијата јавен обвинител во февруари 1945-та. Со тоа, во пракса, на партијата и била овозможена целосна контрола над државно-управниот и судскиот апарат. На терен, народните судови пресудувале по партиска директива. Партијата имала целосна контрола и над милицијата, а одделението за заштита на народот, ОЗНА, имало посебна значајна функција во пресметките со политичките неистомисленици. Политичките слободи и права на граѓаните, остро ограничувани во практиката, биле силно стеснети уште со донесувањето на Законот за кривични дела против народот и државата. Своевидна улога играл и Законот за печатот, каде од вкупно 27 члена, 4 се однесуваат на забрани, а 11 на казнени одредби. Прва жртва на монтиран сталинистички процес ќе биде Методија Андонов-Ченто во текот на 46-та година. Битен момент представува и затворањето на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методија Андонов-Ченто и неговото отстранување од политичката сцена. Покрај барањата за поголема економска самостојност, за почитување на правната држава и на приватната иницијатива, за демократија и човекови права, Ченто можеби не повеќе се замерил со сојузниот врв во текот на дискусијата за првиот сојузен устав при крајот на 1945 година, не отстапувајќи од барањето во него да биде внесена клаузулата за правото на самоопределување до отцепување. Тој сметал дека македонскиот народ, иако ги прифатил авнојските одлуки, не се откажал од своето право на обединување. И на вистина, во првиот сојузен устав, усвоен на 31 јануари 1946 во член 1, Федеративна народна република Југославија се дефинира како сојузна народна држава со републикански облик, заедница на равноправни народи, кој врз основа на правото на самоопределување, вклучувајќи го и правото на отцепување, ја изразиле својата волја да живеат заедно во федеративна држава. Во суштина, втора авнојска Југославија била организирана како централистичка федеративна држава со предоминација на сојузните органи над републичките и на извршните над представничките органи на власта. Прокламирањето на сувереноста на Народното собрание како највисок орган на Југословенската федерација било само формално, поради фактот што монополот на власта бил сконцентриран во Политбирото на Централниот комитет, кој било вистинскиот центар на новата држава и на политичкото одлучување. Првиот устав на Народна република Македонија бил донесен во декември 1946 година, при што дел од своите суверени права Народна република Македонија ги пренесува на сојузната држава. Судирот со Информбирото во 1948 година предизвикал уште поголема деградација на правната држава, при што властите во Народна република Македонија расчистија со некои македонски дејци. Просто затворите се преполни со луѓе кои не го прифаќа југословенското решение на македонското прашање, туку бара интегрално решавање на македонското прашање како балканско прашање.
zakon o davanju na upravljanje radnim kolektivima fabrika, preduzeća i tako dalje, logična je posljedica развитка социјалистичке изградне Југославија. Тоа е доследен наставак. По судирот со Информбирото, барајќи нови излезни патишта од безперспективноста на сталинистичкиот модел во социјалистичката практика, југословенските комунисти започнаа реализација на самоуправниот концепт во развојот на општеството. Озаконување на самоуправувањето беше извршено со донесувањето на Уставниот закон на 13 јануари 1953 година. Со Уставот беше извршена промена на собраниската структура. Се укина Соборот на народите, а се формира Собор на производителите. Со оваа измена беше изгубен националниот белег на сојузната собраниска структура и започнува нагласено форсирање на класното на местото на националното. Се покажа дека работничката класа, односно работништвото од различните републики, нема истоветни интереси. Работниците од Македонија и работниците од Словенија има различна социјална положба, различни материјални примања, така што нивните интереси нити беа идентични, нити заеднички. Политика на создавање на класно единство, односно интегрално југословенство, доживеа неуспех во Југославија. Во Македонија, наместо влада, беше востановен извршен совет на Собранието на Народна република Македонија, чиј прв состав беше избран на 3 февруари 1953 година. Председател на овој прв извршен совет беше Лазар Колишевски, а подпредседатели Љупчо Арсов и Видое Смилевски. Веќе во текот на 1953 и 1954 година во ФНРЈ почнува да се јавува известна демократизација во внатрепартиската политика. Предводник на тие нови струјења бил Милован Ѓилас, истакната фигура од југословенското комунистичко движење, кој со своите настапи можел да го разниша можеби неприкосновениот примат на Јосип Броз во партијата и во државата. Заради тоа, морал веднаш во корен да биде сосечен. На почетокот на 1954 Милован Ѓилас бил политички дисквалификуван како носител на анархолибералистички сваќања и набрзо осуден на 11 години затвор. Во текот на 1954 година на сите партиски нивоа во Сојузот на комунистите на Македонија се води борба против Ѓиласовштината. Во 50-тите години во праксата еден важен сегмент на политичкиот систем останувал секогаш незасегнат. Комунистичката партија, нејзината организација и функција во општеството и државата, која на крајот се персонализирало во харизматичниот култ на Јосип Броз Тито. При крајот на 50-тите години, националното прашање во Југославија повторно избива во прв план и во различни појавни облици ќе биде присутно се до распадот на федерацијата. Главниот идеолог на самоуправниот модел на социјализмот, Едвард Карделј, ги критикува тенденциите за интегрално југословенство и афирмацијата на југословенската нација, како бирократско-централистичка и поврзана со остатоците на големосрпскиот режим. Дискусии околу состојбите во меѓунационалните односи продолжиле и на 7-миот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, одржан од 22 до 26 април 1958 година во Љубљана. Во истиот период се бележи оживување на националните чувства кај новите генерации на македонската интелигенција. Се развива просвета, се развива култура на мајчин јазик. Тоа е голем дострел за македонската нација, така што во тие рамки созрева и на нова македонска интелигенција. Можеби едно од најчувствителните прашања кој го поставувала ова нова македонска интелигенција било прашањето за положбата на малцинствата во соседните држави. Имено, Јосип Броз Тито, кога до почетокот на 50-тите години не успел во неговата идеја да создаде
некоја поголема Балканска федерација во која ќе се решеше македонското прашање да стане лидер на Балканот, тој се свртува кон земјите на третиот свет после 55 година, така што речиси се запоставува прашањето на положбата на малцинствата во соседните држави. И токму тоа македонско прашање ќе биде едно од најодбегнуваните прашања во меѓународната политика на Југославија, дури македонското прашање ќе биде пречката за поблиски пријателски односи помеѓу Белград и Атина. Уставот од 1963-та популарно бил наречен повелба на самоуправувањето, заради тоа што самоуправниот модел е применет во сите сфери и на сите нивоа на општествениот живот. Работничкото прераснува во општествено самоуправување. Со Уставот е променето и името на државата ФНРЈ во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, СФРЈ. Истовремено се воведуваат извршни совети, како органи на власта во системот на државното уредување. Така, при крајот на мај бил избран нов извршен совет на Македонија, чиј председател е Александар Грличков, а подпредседатели Асен Симидчиев и Кемал Сейфула. Уставната 1963 година е година кога главниот град на Македонија, Скопје, доживеа катастрофален земјотрес. Тито беше дециден Скопје да се обнови и изгради со помош на средства од Федерацијата. Непосредно пред земјотресот дојде до смена на кормилото на Сојузот на комунистите на Македонија. По 2 децении Лазар Колишевски беше заменет од челната позиција со Крсте Црвенковски. Положбата на македонското малцинство во Бугарија била актуализирана во повеќе периоди кога доаѓало до залудување на односите помеѓу Југославија и Советскиот сојуз, односно источниот блок, така што македонското прашање најчесто било користено во меѓународната политика на Југославија, а не за искрено да се реши или да се залага југословенското раководство за подобрување на положбата на малцинствата во соседните држави. Југословенското стопанство по период на исклучителни резултати во 50-тите години веќе запаѓа во криза. Државно-партискиот врв бара излез со спроведување на стопанска реформа во 1965 година, која требаше да отвори перспективи за воведување на пазарни елементи во стопанисувањето и обезбедување конкурентност на југословенските стоки на светскиот пазар. Но во сферата на политичките односи останал недопрен монополот на СКЈ и на партиско-државната хиерархија на власта, при што особено зајакнала улогата на службата за државна безбедност како самостоен апарат на контрола над сите форуми и личности во државата. Соочен со огромната моќ која била сконцентрирана во оваа служба, а чии конци ги држал Александар Ранковиќ, Јосип Броз поведува борба против бирократизмот и централистичките тенденции. Крсте Црвенковски станува председател на Сојузната комисија од 6 членови, која ги испитувала злоупотребите во службата за безбедност, посебно во органите на Федерацијата. На 1 јули 1966 на Бриони е одржан 4-тиот Брионски пленум на Централниот комитет на СКЈ. На оваа седница било препорачано службата за државна безбедност да се реорганизира. Било одлучено сојузниот секретар за внатрешни работи Светислав Стефановиќ да биде исклучен од СКЈ и ослободен од сите должности, а била прифатена и оставката на Александар Ранковиќ на сите негови функции. Веднаш потоа и во Македонија се пристапува кон реорганизација на службата, пред се во обезбедување на соодветна кадровска структура, но и со отстранување на поголем број лица за кои се утврдило дека ја злоупотребувале должноста. После оваа ревизија внатре правена во службата, многу старите кадри, ние како ги викаме класични удбашки кадри, биле тргнати, бидејќи голем дел од нив биле полуписмени луѓе, се докажало дека собирале досија и следеле
прислушкувале личности кои воопшто немало потреба да бидат прислушкувани, кои воопшто не се огрешиле нити од државата, нити можеле да бидат ставени во некаква категорија на државни непријатели, така што се подмладува службата со пошколовани кадри, се чиста доста досија, но сепак ова е еден краток период во кој сериозно се сметало дека ќе се либерализира системот. Во СКЈ започнале дискусии за реорганизација. За таа цел била формирана комисија, за чиј председател беше избран Мијалко Тодоровиќ. Во составот на оваа комисија од Македонија беа избрани Крсте Црвенковски, Мито Хадживасилев, Киро Хадживасилев и Славко Милосавлевски. Комисијата покажала огромна доза на критичност упатена кон дотогашната практика на владеачкиот сојуз на комунисти. Тоа не одело во прилог на водечката партиска личност Јосип Броз, така што тој ги запрел на тамошните дискусии. Сепак, кон крајот на 60-тите, демократските идеи се ширеле многу брзо, а демократската критика станувала се попривлечна во пошироките интелектуални кругови. Се пласирале нови концепции, се барале нови теоретски толкувања. Во истиот период се евидентни и проблемите кои произлегуваа од економската нерамноправност на северот и југот на Федерацијата и се отвори прашањето за рамноправноста на јазиците во СФРЈ. Во Македонија се водеа понагласени дискусии за македонскиот јазик од страна на македонските интелектуалци. Во рамките на сеопштата клима на силна национална афирмација, во февруари 1967 беше формирана и Македонската академија на науките и уметностите, МАНУ. Во истата година, уште еден крупен настан представуваше прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква, токму после 200 години од укинувањето на Охридската архиепископија, една од најстарите автокефални цркви на Балканот. Во текот на 1968 година, државата е потресена од студентските немири, како практично политички израз на новиот критички дух што се раѓаше. Студентската младина на својствен начин изрази протест против југословенскиот политички систем, ставајќи акцент врз моралниот принцип. Структурата на Сојузот на комунистите веќе беше зафатена од корозија на моралот. Во 68 година, кога настануваат различни немири внатре и надвор од државата, Тито повторно се враќа на тие стари позиции, повторно се активира политичката полиција и повторно почнува масовно полнење на политички досија, така што сепак се враќа еден систем на цврста рака. Крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години е исполнет со хрватско-српските меѓунационални несогласици, но и со барања на поголеми групи интелектуалци за демократизација и либерализација на внатрепартиските односи. Сите овие реформски барања беа етикетирани како либерализам. Најсилни демократски движења имаше во Словенија, во Хрватска и во Србија. Сите овие групи Тито брзо ќе ги дисквалификува во периодот од 71 година до 73 година. Сите ќе бидат политички дисквалификувани, едноставно тивко ќе заминат од политичката сцена. Битката против македонскиот либерализам ја навести Лазар Колишевски, а ја спроведе Ангел Чемерски, кој во март 1969 година дојде на кормилото на СКМ. При тоа беше забележан судир на две струи. Реформската, предводена од Крсте Црвенковски, во која влегуваа Милосавлевски, Чокревски, Мирчев, Нетков, Арнаудовски и Тахир, и антиреформската, тврдото крило, кое го бранело постојниот статус-кво, предводено од Лазар Колишевски и неговите поддржувачи Ангел Чемерски, Васка Дуганова, Благој Попов и Мито Мицајков. Борбата против либерализмот се води во текот на 1972, а дефинитивно завршува на почетокот на 1973 година. На 21 февруари 1974 во Сојузното собрание свечено е прогласен новиот устав на СФРЈ, а до крајот на февруари се усвоени и сите републички и покраински устави. Со новите уставни решенија, републиките фактички станале национални држави, а покраините конститутивни елементи на федерацијата.
Со тоа се засилиле процесите на слабење на федералните органи во однос на републичките надлежности. Истовремено, подигањето на степенот на автономија на покраините Косово и Војводина водеше кон федерализација на Србија. Сакајќи одцепување од федерацијата, словенечкото и хрватското раководство ги поддржуваа сепаратистичките барања на Косово, изразени низ паролата Косово република. Umro je drug Tito. Смртта на Јосип Броз Тито на 4 мај 1980 ги забрза овие процеси. Растењето на национализмот заедно со продлабочувањето на разликите помеѓу развиениот север и неразвиениот југ ја правеше федерацијата слаба и неодржлива. И после смртта Тито се случуваат ретроградни процеси во развојот на југословенското, но и на македонското општество. И се спроведува една така наречена реболшевизација на општеството, односно се повторно се враќа политиката на цврста рака. При крајот на 80-тите години, процесот на распаѓањето на СФРЈ се наоѓал во завршна фаза. Во сеопштата криза, барањата за поголема самостојност на републиките беа инаугурирани во уставните промени, амандмани, од 1989-та, каде за прв пат беа утврдени начинот и постапката на одлучување за правото на самоопределување, вклучително и правото на одцепување од федерацијата. Srbije na polju Kosovu pre 6 vekova dogodila se jedna od najvećih bitaka onoga doba. Во текот на 1990-та, по неуспехот на Конгресот на Сојузот на комунистите на Југославија, идејата за партиско-политички плурализам стана доминантна, како главна точка во движењето кон систем на парламентарна демократија. Залагањето на политичкото раководство на Србија, начело со Слободан Милошевиќ, за одржување на потцврсто единство во рамките на СКЈ и во Федерацијата, ги забрза процесите на одделување на Словенија, Хрватска и Македонија од заедничката федерација. Во периодот кога дојде до распадот на Сојузот на комунистите, да се покаже дека нема класно единство, па ни таа последна Југословенска партија доживеа крах. Во Македонија се формираат поголем број политички партии од различна провиниенција, дури и на чисто етничка основа, кои се вклучуваат во политичкиот живот. На 8 септември 1991 година се одржа референдум на кој граѓаните на Македонија непосредно изразија својата волја Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна држава.